Клучните апарати во Штипската болница не работат со години. Најдолго надвор од употреба се мамографот и гастроскопот, каде има и најмногу потреба за снимање. Ова пациентите кои имаат потреба од таков вид на преглед ги става на работ на трпението, зашто на име болницата не е опремена со се, а на терен работите се сосема поинак. Тоа е многу срамота, ништо нема исправно. Губиме време, а одеме и такси плаќаме, а никој ништо тоа не ни го признава. А ние сме пензионери, а одеме по болници. И никој не се ферма тамо за ништо. Седи, а нема апаратот не работи или нема го доктор или овој. И луѓето почнат да изложуваат на непотребни трошкови. Имајќи тука, мора да одат на друго место, таму да плаќат. Раководството на болницата за маката на пациентите има разбирање, но нема решение. Оттаму и денес, како и многу пати досега, излегува со декларативно образложение. Апаратот во неколку сегменти се обидовме да го сервисираме, за да на крајот не информираат самите сервисери, кои што секој доваѓаат со претходни тендерски услови, кои што ги мора да ги повикуваме, затоа што е поминат гарантниот рок за истиот и процедурата законска бара одреден временски тек кој што е потребен да помине. Во овој момент тече тендерот за гастроскопија, со што би се набавил нов апарат. Веќе чуено е и објаснувањето за мамографот, очекувањето на новиот апарат. Веќе наликува на театарот на абсурдот на Бекет во Чекајќи го Годо. Мамографот, кој што е на ниво на министерство распишан тендер и треба да се добијат 5 мамографи, колку што сум информиран од страна на министерството. Оно што не интересира секој е за нас нашиот мамограф. Станува збор за нов дигитален апарат кој што ќе овозможи прецизна и добра дијагностика што се однесува до проблематиката на дојката, односно најпроблематичниот дел тоа се карциномите на дојката. Инаку Штипската клиничка болница е во функција на 250.000 пациенти. Двата клучни апарата годишно прегледуваат по 20 до 30.000 пациенти. Сите тие веќе втора година се принудени да одат за Скопје, Кочани и Свети Николе или да плаќаат скапи приватни прегледи само затоа што работите во здравството не одат како што треба.